Почитувани гледачи, вие сте со програмата на КТВ. Започнува циклус емисии насловен "Го сакам кавадарци". Емисиите ги посветуваме на работењето на институциите во општина Кавадарци. Ке ги опфатиме локалната самоуправа, јавните предпријатија, институциите од областа на културата. Ве поканувам да ги следите овие изданија, кои што два пати во текот на неделата ќе емитуваме премиерно издание од емисиите. Циклусот го започнуваме со Винскиот музеј. Винскиот музеј во Кавадарци е основан да го промовира винскиот туризам, онаа традиција која што со векови обстојува на овие простори. Општина Кавадарци го формира Винскиот музеј, меѓутоа расте посетеноста на истиот. Голем е бројот на туристи кои доаѓаат како од земјава, така и од странство. Разговараме со директорот на оваа институција, Весела Честоева. Да го погледнеме разговорот. Се наоѓаме во еден прекрасен објект кој што го има Кавадарци, а овој објект е наменет за Тиквешкиот регион, за општините од Тиквешијата. Се наоѓаме во Винскиот музеј, ќе разговараме со директорката Весела Честоева. Директорке, еве ќе го почнеме разговорот. Кога е основан и кога започна со работа овој прекрасен објект? Јавната општинска установа Локален вински музеј е формирана и отворена 2020 година, благодарение на локалната самоуправа и градоначалникот на општина Кавадарци, имено по повод 7 септември, денот на ослободувањето на Кавадарци, пред 3 години, 2020 година, со одлука на Советот, беше основан Вински музеј за регион Тиквеш-Кавадарци, кој што представува специјализиран вински музеј од причина што оваа локална институција во делот на богатото културно наследство се грижи и собира предмети кои што се исклучиво поврзани со винарството и лозарството во Тиквешкиот регион. Регистрирана е како културна установа со шифра 91.3, значи дејност на музеите, и основна работа, основна дејност на музеот е да го прибира, заштитува, презентира, научно обработува и објавува музеолошкиот фонд во делот на винарството и лозарството. Неполни 3 години од формирањето, меѓутоа оваа институција веќе прерасна во сериозен објект кој што ја промовира традицијата, говори за едноминато време на овој крај, меѓутоа лозарството и винарството е се уште белег на Тиквешијата. Колку експонати, колку музејски поставки имаме, што се може да се погледне во Винскиот музеј? Јас би сакала на почетокот да спомнам дека оваа институција навистина му недостасуваше на градот Кавадарци. Зошто? Затоа што Кавадарци како регион кој што обединува повеќе општини во овој Тиквешки регион, а познат по лозарството и винарството како стопански гранки во овој период, зборувам од античкиот период па навака, сметам дека оваа институција недостасуваше во изминатите години. Зошто? Затоа што посетителите кои што доаѓаат во градот Кавадарци и сите овие културни манифестации кои што се организираат на оваа поднебје, сега имаат прилика каде да отидат и каде да се запознаат и да ја слушнат приказната и да ги видат овие музејски предмети и подобро да се запознаат што всушност значи лозарството и винарството како гранки во Тиквешијата. Спомнав на почетокот дека е регистриран како регионален вински музеј, бидејќи ја обединува целата територија на регион Тиквеш. Како институција можам да споменам дека од почетокот, од основањето па до денес, веќе музеот брои над 100 предмети, музејски предмети, и ја користам оваа прилика да се заблагодарам на локалното население, бидејќи најголем дел од предметите ние ги собираме по пат на донации, дел ги откупуваме, а дел се оставени како предмети кои што ги земаме на послуга од одредени граѓани од општина Кавадарци. Спомнав дека брои над 100 предмети и мощни интересни предмети кои што зборуваат за континуитетот
како всушност се развивало нели винарството и лозарството преку овие предмети. Би сакала да споменам дека во последните години пробаме да го врземе оној античкиот дел кој што недостасува на музејската збирка во музеот, бидејќи најголем дел од предметите потекнуваат од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, а ние како музејска институција и како стручни лица сакаме да испаднеме на терен да видиме дали има нешто со што ние би ја збогатиле музејската збирка, а и нели оној континуитет би го фатиле од античко време, бидејќи Кавадарци како регион има доста археолошки локалитети, каде што со минимални средства би направиле одредени истражувања, рекогносцирања, па и ископувања на теренот, за да можеме да го поврземе тој дел. Бидејќи знаат и граѓаните и јавноста дека овде се наоѓаат многу археолошки локалитети на кои што може да се видат оние познати камени корита. Во соработка со музеј галеријата би сакале дел од тие предмети кои што се конкретно врзани за самата наша дејност, винарството и лозарството, значи има неколку монети, има неколку вотивни плочи каде што се гледа нели величањето на Дионис, кој што како факти ни зборуваат дека лозарството и винарството водат потекло уште од античкиот период. Но засега би се задржала значи на овие предмети кои што ние ги имаме во локалната институција, значи тоа се предмети кои што потекнуваат од крајот на 19-тиот и почетокот на 20 век, од кои би можела да истакнам неколку предмети кои што се мощно значени и кои што ги нема на територијата на Република Македонија, бидејќи оваа институција е единствена од ваков тип, зборувам единствена како специјализиран вински музеј, како посебен правен субјект кој што екзистира во Република Македонија. Еден од постарите предмети кој што е изложен во самиот музеј е нели познатиот ебилиоскоп, за кој што навистина имаме доста зборувано, но и кој што привлекува многу внимание, да речеме, на посетителите кога ќе дојдат овде во музеот. Овој прекрасен фрижидер, кој што исто така потекнува од 1832 година и кој што е сведок на едно време како тоа, нели, крајот на 19-тиот век луѓето го ладеле пијалокот. Би сакала во оваа прилика да истакнам дека сите овие предмети кои што сега ги спомнав, и ебилиоскопот и фрижидерот и уште неколку останати, музеот ги има добиено благодарение на соработката со винарската визба Велкови, односно со дедо Коле Велков, кој што ги отстапи на музеот со договор, за да може музеот нели да ги презентира пред поширокиот аудиториум. Овде исто така се изложени доста предмети музејски кои што служеле за заштита на виновата лоза, кои што служеле за преработка на виновата лоза, за производство на ракија, значи тука е најстариот казан, најстариот мулјач, повеќе предмети, алатки, значи со кои што се обработувала виновата лоза. Музеот располага и со автентични фотографии од тоа време, како нели се прославувал празникот Свети Трифун, како се организирале оние дегустации, значи збориме нели во 19 и 20 век. Навистина можеме да понудиме една голема збирка музејска, за која што нели ние имаме обврска да се грижиме, да ја презентираме, да ја публикуваме, да ја објавуваме. И во оваа прилика, еве, оваа година како институција поднесовме неколку проекти до Министерството за култура, за да можеме да направиме и мала интервенција, конзервација на овие предмети, значи се со цел да ги заштитиме. Имаме доста музејски збирки кои што се интересни за јавноста, за луѓето од тиквешијата, меѓутоа секако пред се за оние луѓе кои доаѓаат од нашата држава, а и за туристите одстрана. Ние информираме дека постојано расте бројот на посетители. Што покажува статистиката? Од каде се доаѓаат и какви се впечатоците кога ќе влезат во музејот на виното? Вака ние оваа година прославивме мал скромен јубилеј, 3 години од постоењето на Вински музеј, и навистина можам да констатирам дека сме мощно задоволни од бројката на посетители кои што изминатите 3 години го посетија Винскиот музеј. Станува збор некаде
значи ако во септември биле 11.000 посетители, сега веќе таа бројка иде и до 12.000 посетители и организирано преку 400 манифестации. Тоа е солидна бројка ако се земе во предвид фактот дека ние практично музеот го отворивме во време на корона, кога бевме спречени да се дружиме, да организираме настани. Но од друга страна, пак тој период на нас ни донесе голем број на посетители, бидејќи па друго се беше затворено, а ние имаме една интересен двор каде што во рамките на институцијата организиравме многу манифестации кои што го зголемија напривот на бројката на посетители, навистина 11.000, над 11.000 посетители и 400 манифестации зборуваат за атрактивноста на овој објект. Зборам не само во локални рамки, значи ние, како што спомнавте, голем дел од процентот, кога ги разгледуваме нели она извештаите статистички, голем дел на процентот од оваа бројка се странски посетители. Сега ќе ме прашате како не наоѓаат, значи музеот успеа маркетиншки нели во рамките на неговите можности да се етаблира на винската карта во Република Македонија и навистина имаме посетители од многу земји. Тука пред себе сакала нели да споменам дека Еразмус проектите доста ни помогнаа во посетеноста на музеот, станува збор исто така за соработка со амбасадите во Република Македонија кои што се гости на општина Кавадарци, но исто така и соработката со туристичките агенции и останати субјекти донесоа голем број на посетители кои што се можне задоволни, бидејќи самиот музеј, освен што го презентира богатото културно наследство, исто така организира и манифестации се со цел нели промоција на винскиот туризам во регионот и во градот Кавадарци. Значи, станува збор за посетители, не знам, од сите соседни држави, од Америка, Холандија, Финска. Какви се впечатоците кога ќе дојдат овде, кога ќе ја погледнат традицијата и едноминато време, кој што сведочи за одгледувањето на винова лоза? Впечатоците се доста позитивни, бидејќи ниту еден посетител кој што дошол во посета на Винскиот музеј не заминал без позитивни впечатоци, затоа зборува и книгата за впечатоци која ја имаме отворено нели во музеот, така да оттаму го црпиме тоа што они како впечатоци го запишуваат. И навистина сметам дека се доста позитивни затоа што таа енергија успеваме да им ја пренесеме на самите посетители и имаат прилика да се запознаат со самата приказна како всушност нели течел развојот на винарството и лозарството низ годините во градот, во општина Кавадарци. Тука се и дегустациите кои што така му ги нудиме на самите посетители и морам да споменам дека само по себе се наметнаа некои работи, да речеме, ако на почетокот посетителот идеше само да ја разгледа музејската поставка, потоа ние со самата дегустација успеавме да го разбудиме тоа чувство и се наметне и потребата, значи посетителот ќе дојде, ќе ја разгледа поставката, ќе го проба виното и ќе ни каже јас сакам да купам вино. Сега, благодарение на добрата соработка со локалната самоуправа, музеот изминатата година во рамките на самата институција ја отвори градската винотека, така да успеваме да го слушнеме гласот на туристите, на посетителите и да можеме нели со време да реагираме. Ова е прав момент, бидејќи многу често доаѓаја луѓе од страна во Кавадарци, меѓутоа на плоштадот или било каде не можеа ниту вино да купат, а нели да ги бараат визбите. Многу потешко, а веќе имаме институција која говори од културолошки аспект и од она што е минато, традиција и така натаму. Навистина немаа можност, они ќе го вкусат виното, но немаа можност да си го купат, а знаеме дека при секоја посета на музеј, секој посетител, секој турист сака нешто да си купи за спомен, нели, и да си од таму кај што бил. Благодарение значи на локалната самоуправа и на градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Митко Јанчев, изминатата година Советот донесе одлука со кој што на Винскиот музеј му се даде уште 2 подружници. Станува збор значи за градската винотека и туристичко-информативното биро и некако сега сликата стана една целина. Така да сега ние освен што на самиот посетител му излегуваме во пресред со туристичкото информативно биро да го насочиме кога ќе дојде во Кавадарци каде да отиде,
тоа е целта, ама не зборам само за винскиот музеј. Значи, туристичкото информативно биро нуди услуга за сите културни манифестации кои што се случуваат во градот, месечно објавува нели на социјалните мрежи кои се тие културни манифестации што во текот на месецот ќе се случат во општина Кавадарци. Исто така дава информации за самите сместувачки капацитети во општина Кавадарци, за црковниот туризам, ако можам така да го наречам, значи цркви, манастири кои што се дел од овој регион, винскиот музеј, останатите културни институции, а преку градската винотека пак ја нудиме услугата да можеме да излеземе на пазарот и за тие потреби музејот регистрираше и трговска дејност, значи изборувам винскиот музеј, така да сега посетителот има можност и да си го купи виното. Градската винотека функционира на тој принцип, значи како посебен правен субјект, како друштво за производство, трговија и услуги. И има склучено договори со сите семени винари. Зошто го зборувам тоа? Затоа што ако комерцијалното вино можете да го најдете нели во маркетите, вие виното од малите семени винари не можете да го купите од самите маркети, него за тоа постојат нели овие специјализирани продавници, како што ги нарекуваме винотеки, каде што може да се купи тоа вино од малите семени винари. Инаку би сакала да истакнам дека винскиот музеј има склучено договори со сите мали семени винари во Тиквешијата. Не зборувам само за Кавадарци, за соседните општини. Каде се поголемите визби? Дали тие соработуваат, бидејќи впрочем оваа институција ја промовира токму нивната дејност и говори за традицијата низ која што минувало винарството? Така е. Значи, вински музеј можам слободно да истакнам дека поголема соработка има со малите семени винари. Значи тие препознаваат вистината. Да. И како да кажам, се наши партнери и ние се разбира нивни партнери, бидејќи преку нас практично тие ги промовираат своите производи и ние сме еден сервис на малите семени винари, но исто така во самиот музеј се изложени вината и од комерцијалните винари, значи кои што исто така се наши партнери, со кои што соработката нели продолжува, но само во делот на во изложбениот дел. Значи може да дојдат посетителите, ние како кустоси, како стручни лица да освен нели да ги запознаеме со богатото културно наследство, го промовираме и винскиот туризам, ги запознаваме посетителите за да можеме да ги упатиме нели во самите винари, се со цел поголема промоција на винскиот туризам во регионот. Дека се зголемени надлежностите, проширени дејностите, меѓутоа исто така Советот даде и поддршка на правилникот со кој што се овозможува комерцијализирање на просторот на винскиот музеј, тоа значи организирање на настани од сите заинтересирани правни субјекти, физички лица во општината. Што значи ова? Како што спомнав на почетокот, музејот има доста атрактивен двор, кој што се наоѓа и е лоциран во најбавото место во Кавадарци, тоа е градскиот парк, и кој што нуди многу можности. Согледувајќи го тоа, на иницијатива моја и на менаџментот на оваа институција, поднесов барање до Советот на општина Кавадарци да може музеот и дополнителни финансиски средства да обавува, да остварува, се со цел поголема промоција, пак ќе кажам, на самата институција. Така да изминатиот месец Советот на општина Кавадарци го усвои правилникот за комерцијализирање, ако можам така да го наречам, на просторот. Бидејќи знаете како во изминатиот период доста компании, успешни компании од општината, но не само од општината, имаме доста барања и од страна на успешни компании и надвор од општината, кои што сакаат да организираат различни манифестации, дали станува збор за тимбилдинзи или за организација за одбележување на некои настани. Им беше доста атрактивен дворот на Вински музеј, кој што нуди на вистина голема можност и го направивме овој правилник кој што помина на Советот, така да сега со одредена методологија ние веќе почнавме со издавање на овој простор, а тоа нормално се и дополнителни средства за самиот музеј, бидејќи сакам да напоменам дека музејот како локална институција се финансира исклучиво од локалната самоуправа, но секогаш ние како
успешни менаџери, луѓе, менаџмент на институцијата се трудиме да можеме да дојдеме до поголеми финансиски можности, не само во Министерството за култура и останати невладини организации кои што нели финансираат проекти од културен аспект, така да тој дел исто така дополнително ќе ни значи. Впрочем, музеот остварува сега профити од продажбата на вино, одредена маржа, така да ова ќе значи дополнително дека веќе музеот ќе почне нели со сопствени средства се со цел да креираме нели подобри културни политики. Музеот добива подршка од локалната самоуправа, меѓутоа е нешто што е интересно, единствена институција или единствен објект кој што ги соединува политичките опоненти, би рекол. Нема критики, сите го поддржуваат работењето, сите гледаат позитивно на овој објект, бидејќи говори за минатото и традицијата на овој крај. Ангел, значи на почетокот не беше така, тежок беше патот, на почетокот имаше скептици, да, за да денес веќе можеме да кажеме дека за овие 3 години се препозна работењето на Винскиот музеј, се препозна препознатливоста. Значи, јас секогаш го кажувам тоа, ако на почетокот нас ни беше тешко да привикнеме да посетители да дојдат и да не посетат, сега они веќе сами се јавуваат. Сега е веќе од оваа временска дистанца е малце полесно, бидејќи на вистина музеот успеа да се етаблира, значи да привлече поголем број на посетители и на вистина и политичките опоненти веќе го препознаваат тоа, бидејќи ние станавме еден сервис за сите културни збеднувања во општина Кавадарци. Овде се организираат различни манифестации, секој празник. Сега е ноември месец на младо вино, музеот значи остварува соработка со двете локални здруженија винотеки Тиквешки семени винарии. Меѓународно оценување на вина и ракии, соработка нели со останати институции. Едноставно музеот стана препознатлив, кој што на вистина го посетуваат голем број на посетители, што за мене еве тоа представува еден позитивен пример како нели треба да се работи. Впрочем, ова е јавна институција, секој е добродојден и тука може да слушне, да види, да си купи, да научи и да може да промовира дел од неговите активности. Пред се зборувам во делот на културни манифестации. Музеот исто така е место каде што се организираат концерти, промоции на книги, едукативни настани, изложби, еколошки активности, значи повеќе манифестации. Впрочем, сите тие настани кои што се, морам да истакнам, дел од програмата за работа, бидејќи музеот работи со програма за работа која што усвојува Советот на општина Кавадарци, успеа да донесе голем број на посетители. Рековме дека го промовираме виното, грозието, традицијата на овој крај. Винскиот музеј активно работи. Што е наследно што се планира да биде сработено, а веќе е во оние програмски нацрти? Во моментот Вински музеј работи на предлог програмата за работа за 2024 година, која што согласно нели позитивните законски прописи ја поднесува во текот на декември месец до Советот и која што иде нели на усвојување во Советот. Но исто така претходниот месец музеот поднесе и неколку проекти до Министерството за култура согласно распишаниот конкурс за финансирање на проекти од национален интерес. Би сакала да истакнам неколку проекти со кои што музеот конкурираше во Министерството за култура, значи станува збор за одбележување на празникот Свети Трифун, кој што празник е белег на Винскиот музеј, поднесе квалитетен проект до Министерството за култура во делот на манифестации. Исто така музеот аплицираше уште со еден проект во делот на заштита на културното наследство, тоа е во делот на конзерваторските активности за конзервација на фрижидерот, кој што веќе проект го спомнав. Музеот исто така склучи меморандум за соработка со невладината организација Неоцивиста за финансирање на проект
свадбени обичаи во Кавадарци, кои што имавме прилика претходната година да го реализираме овде во Вински музеј, но сега со една нова програма, исто така во делот на етнолошкиот пристап мислам веќе поднесовме проект и поднесовме уште еден проект во соработка нели со вас како КТВ телевизија за снимање на документарни филмови на поголемите значајни културни наследства во Тиквешијата. Овде станува збор значи за снимање на документарен филм за пештерните цркви, кои што навистина заслужуваат внимание, да посетителите знаат, имаат повеќе информации за тоа. Исто така за Винскиот музеј има проект поднесено за снимање на документарен филм за неколку археолошки локалитети, за постанокот на и екзистирањето на првата винарска визба Велкови и уште неколку други кои што влегоа, тоа се некаде околу 9 документарни филмови кои што ќе се снимаат во општина Кавадарци. Во делот на инвестицијските проекти, музејот преку развојната програма достави предлог програма до Советот на општина Кавадарци. Тоа е во делот на заштита на мозаикот, кој што благодарение на швајцарска амбасада е поставен, но заради временските услови има некои мали оштетувања, така да музејот достави во делот на развојната програма, во делот на инвестицијски проекти, во делот на доуредување на интериерната поставка. Исто така е еден проект во делот на туристичко-информативното бюро, кое што исто така сметаме дека треба да претрпи мала реконструкција, така да музејот се грижи за самите објекти кои што се во негова надлежност и впрочем тоа се планови кои што треба да ги реализираме во 2024 година. Исто така би сакала да истакнам дека музејот доставува редовно проекти до невладиниот сектор и до амбасадите за реализација на поголеми проекти. Тоа се до фондацијата Юнус Емре и до турската невладина организација ТИКА. Се надеваме дека ќе бидат одобрени нашите проекти, се со цел поквалитетна услуга и поголема видливост на самиот Вински музеј. Директорке, што ќе им порачаме на крајот овој наш разговор на оние гледачи кои што го следеа ова? Сигурно дека ова треба да се погледне и сите оние кои што не ја познаваат винската традиција, култура, да го посетат Винскиот музеј. Јас би сакала да ги поканам сите кои што досега го немаат видено Винскиот музеј да дојдат, да ја слушнат приказната, да ги запознаеме со историјатот, со културата во делот на винарството и лозарството, да им понудиме неколку часа убав престој во самиот Вински музеј, а за тоа впрочем и досега си имаме докажано да пробаат од квалитетното вино, не само на малите семени, на останатите винари кои што екзистираат на овие простори и да можат да ја осетат таа атмосфера која што самиот музеј ја нуди и впрочем исто така би сакала и да ги поканам оние граѓани кои што поседуваат предмети, а кои што не ги користат, да ги донесат во Винскиот музеј. Впрочем, ние за тоа стално имаме јавен повик. Музеот има потреба од таквите предмети да може да ги инкорпорира во самата музејска поставка, а се со цел да служи на идните генерации, да можат поотблиску да се запознаат со богатото културно наследство и со промоцијата на винскиот туризам во Кавадарци. Винскиот музеј ве очекува.
Ваше е да го посетете, да се запознаете со традицијата на производство на вино, меѓутоа и одгледување на винова лоза во Кавадарци и Тиквешкиот регион. Ова беше првата емисија од циклусот Го сакам Кавадарци. Се гледаме повторно со ново издание од овој циклус.